професор доктор Ратомир Гроздановски повелител. Почитувани, ве поздравувам сите со голема љубов и почит. Благодарам на организаторите за ова можност да бидеме вечерва овде и да размислуваме и да говориме за нашата Македонија и нејзи најмногу и прилега и епитетот вечна. Затоа што таа е веќе овековечена и во Библијата, и во светиите, и во културата, и во уметноста. И најважно е што библиски е посведочена, а оттаму не може никој да ја избрише, бидејќи Бог ја запишал. Јас ќе говорам на темата доаѓањето на апостол Павле во Македонија, почеток на христијанството во Европа. Христијанството во Европа веќе беше и претходно спомнато, доаѓа најпрво во Македонија и како што е и главната носечка тема на насловот на ова наше дружење или размислување е Македонија порта или врата на христијанството во Европа. Во тоа време апостол Павле, тоа е почетокот на второто мисионерско патување, 51 година. Значи 17 години, 16-17 години нема, 15 години, да речеме вака, за полесно памтење после Христовото распнување и воскресение. Христијанството се организирало уште во Ерусалим и во Азија, а за толку брзо време веќе дошол и апостол Павле во Македонија. Имено, прво само збор два за личноста на свети апостол Павле. Свети апостол Павле е евреин. Тој за себе вели, јас сум евреин од евреите, од Венијаминовото колено, и човек посветен на јудеизмот. Рабин, многу учен човек, претходно завршил во Тарс, инаку евреин од иселеништвото. Ако некој е раселен по светот, евреите се најраселени. Но и ние македонците не помалку сме раселени по светот, и тој е еден од иселениците евреи во Мала Азија, и таму тој во градот Тарс се родил, од родители евреи, се исто како што рековме, и учел во универзитетот во Тарс филозофија и книжевност. Тој универзитет се рамнел со универзитетите во тоа време во културниот свет. На тоа ниво на Александрискиот универзитет, да речеме, на другите универзитети во светот прочуени низ Европа. И имал силни учители, а и тој бил даровит човек. Во истото време, податоците тврдат дека во истиот универзитет учел и Лук. Евангелистот Лука веќе беше спомнат тука. Тој е писателот, авторот, ние велиме, го користиме тој термин повеќе автор, а не писател, од привода што писател на библиските книги е Бог.
автор е Бог, а писател е овој што ги запишал. И писателот на третото Евангелие Лука е од Антиохија, исто така беше спомната веќе Антиохија, центарот на христијанството во Азија. Таму биле иселени од Македонија неговите родители. Може би и дедо, прадедо и така натаму веќе со генерации живееле во Антиохија и најблиску и најзначаен центар универзитетски бил Тарс. И во истото време тие се и врсници апостол Павле и Лука. Во тоа време и Лука студира на истиот универзитет медицина. Тој е лекар по професија. Завршил медицина тогаш. И потоа животот ги однел наваму натаму, но потоа Бог ги собрал повторно уште едно заедно добрите пријатели од студентските денови. За апостол Павле и за Македонија јас сакам да ви зборувам како да сум бил со него. Затоа што ова тука што го понесов е само да ви покажам и да потсетам, не за да се пофалам, но да ви кажам дека и ние и во Македонија работиме. Јас имам 2 книги напишано. Едната 2007 година, која беше прогласена за година на раѓањето на Свети апостол Павле, насловена Свети апостол Павле и Македонија. И другата 2017, не 18 година, Македонија и македонците во Библијата, библиска вистина, двојазично целата на македонски и на англиски. И вкупно, ако пресметаме колку јас сум работел на оваа тема за Свети апостол Павле, надминува можеби, ете да наречам со се други студии по симпозиуми и другде по светот, некаде барем 300, да не велам 500 страници. И затоа сакам да ви говорам како да сум бил таму и со него. Толку сум соживеал со Павловата мисија и Павловата дејност. И она што ќе го говорам е истражено, испитано, научно потврдено и точно. Па ќе говорам малку и за некои искривоколчувања или неточности. Почнуваме од она исто така веќе спомнато видение на Свети апостол Павле во Азија, кога се наоѓал тој таму и така стои буквално преку ноќта имаше Павле видение. Стоеше пред него човек македонец кој го молеше и му велеше: премини во Македонија и помогни ми. И сега веднаш да разјасниме. Дали е видение или сон? Сите што досега сте го користеле сон, ќе го заборавите. Нема сон. Библијата е важна книга, света книга, Божја книга. Бог е непогрешив. И ако Бог не напишал или не кажал така, тогаш не е сон. Значи, преку ноќта имаше Павле видение. Толку. Библијата е многу прецизна. Исто така, кога било сон, во Библијата има текстови со сон, тогаш кажувала дека е сон. Например, кога Богородица Марија во домот на Јосифа, кој што бил негов роднина, и ја зел на чување кај него, таа официјално не била негова за да живее тој со неа, и тој си имал семејство. Кога таа зачнала од Светиот Дух да го роди нашиот Спасител Христос, тогаш тој се вознемирил и сакал да ја напушти, затоа што
Тоа било срамно, жена без маж да е. И тогаш не му вели во Библијата запишано исто во Евангелието, вели му се јави ангел Господов на сон и му рече: Јосифе, не оставај. Така, натаму да не отидеме во таа тема. Исто така, тогаш се вели, ве подсетувам, дека кога се родил Христос во Витлеем, дошле мудреци од исток, му донесле дарови, злато, ливан и смирна, тројца мудреци. И Ирод претходно дошле во Ерусалим да се распрашаат, Ирод ги испратил каде, ама не знаел тој каде, им рекол, кога ќе му се поклоните, па дојдете, кажете ми, и јас да појдам да му се поклонам. И таму во Евангелието се вели, ним им се јави ангел Господов насон и им рече: не одете во Ерусалим, туку по друг пат за вашата земја. И многу такви од Стариот Завет, колку сакате примери. Значи, сонот и јавето Библијата ги разделува. Што е причината да се мисли дека тоа било сон? Дури и по фреските има најдено по манастири и цркви, низ Македонија, па и низ другите земји, дека е насликан апостол Павле подлегнат раката од главата на едната од рацете, лева или десна, зависи од позицијата на зографот како нашол место, и тој замижен спие, а оттаму човекот македонец му говори и така натаму. И тоа е од незнаење, но тоа може да му се прости на зографот да не знае, но не може да му се прости на попот да не знае, свештеникот. Денес учените наши, студенти, ученици, така натаму да не знае некој друг во смисла оној кој што сме писмени, кај што читаме, и треба да читаме правилно од Библијата. И тоа молам да го знаете и да не го применувате повеќе. Може би асоцијативно е тоа дека е ноќ, па тоа имало, преку ноќта имаше Павле видение, да се мисли дека било тоа во сон. Драги мои, свети апостол Павле не бил спанко. Тој и кога требало да спие, не спиел. И ноќите ги правил ден. Тој напишал повеќе од сите други апостоли. Тој направил повеќе од сите други апостоли. Сите 12 апостоли, ете како отргнемено дошол друг на неговото место од оној предавник од Јуда, избрале друг, Матиј, но и сите тие останале со својата дејност низ Јудеја и другде и помалку или соседните места, некои отишле и подалеку, но не направиле колку што апостол Павле го христијанизирал светот. И тој не спиел, не бил спанко, а не дошол па во Македонија да се изнаспие. Односно и во Тројада блиску од таму. Оти имал толку проблеми. Оти тој сакал да оди по северниот дел на Азија, каде што претходно веќе во првото патување бил и да види што станало со тие цркви таму. И вели Духот Господов не му даде таму да оди. Значи, тој бил вознемирен, размислувал зошто Бог не му допушта да оди таму, кроил други планови, се молел, читал. Тој завршил, рековне, книжевност и философија. Тој бил човек кој што, затоа и толку и многу и напишал. 14 книги се негови од Библијата во Новиот Завет, од 27. Една повеќе од половина се негови. Голема и значајна личност. Ете таков човек бил тој што дошол прв во Македонија. Тоа бил необичен начин видението. Тој бил поканет од човек македонец. Сега, расчистивме дека тој бил буден во тоа видение. Необично било што се појавил во собата некога ноќе човек, из заклучена врата и така, но не сонил, туку видел човек, македонец, и чул што му рекол: премини во Македонија и помогни ми. Откаде знаеме дека бил македонец, некои прашуваат, па може не бил македонец. Па прво тоа го пишува во текстот библиски.
или човек македонец. Уште една сега непријатност се создава, некои велат тоа човек од Македонија. Не е тоа така. Човек од Македонија може и да не е македонец, да е од Македонија. И денес има луѓе кои се во Македонија не се македонци. Пак Библијата нагласуваме многу прецизно. Там не вели човек од Македонија, туку човек македонец. Така пишува, верувајте ми, нема вистинска правилна Библија преведена официјално со сите тие комисии и така натаму, каде што се внимава на точноста на превод, каде што пишува поинаку. Ниту онамо дека има сон, ниту овдека дека е човек од Македонија. Македонец. Од таму се знае дека е човек од македонец во идењето. Уште повеќе по зборовите премини во Македонија и помогни ни, значи дека секако е македонец, и тој вели помогни ни, нам помогни ни таму, сме ние македонци. И на крајот дури и облеката, и јазикот и многу други има аргументи кои би биле на тоа додадени. И апостолот Павле во Библијата, односно пишува, по тоа видение веднаш посакавме да тргнеме за Македонија. Пак, за Македонија и именува правилно, бидејќи разбравме дека Господ не повикал таму да го проповедаме Евангелието. Тоа се работите што се случуваат се уште во Азија, тоа е таму во Троада. Ама веднаш тие се организираат, бидејќи групата била малечка, со него тој, кога тргнал на тоа патување од Ерусалим, го земал апостолот Сила. Сила, тоа е еврејско име, исто евреин, кој што бил меѓу најзначајните апостоли на Ерусалимската црква, и од Ерусалимската црква е тој представник. Има своја смисла, значење, промисла Божја, зошто Сила да биде со него апостолот. Затоа што апостол Павле доаѓа во Европа и ќе формира првата црква во Европа во Македонија, и на тој начин првата црква во Европа ќе биде со апостол од првата црква во Азија, Ерусалим. И поставеноста сега е дотаму што веќе Филипи и Европа, односно Македонија и Филипи, или Јудеја и Ерусалим се центрите на првата црква Христова. Ерусалим е првата црква во Јудеја и во Азија, Филипи е првата црква во Македонија и во Европа. Многу јасно и едноставно. Тоа е причината зашто Сила апостолот бил со него, и тој дотогаш и не бил многу познат, освен во Ерусалимската црква. И другиот со него бил Тимотеј. Значи, но тие тројца апостоли со Павле дојдени во Троада го наоѓаат и Лука, македонецот, школскиот другар од универзитетот на Павле во Тарс, кој што бил во тоа време бродски лекар на бродовите. А Троада била големо пристаниште азиско и европско, и тој тука одел со бродовите, се враќал, штом чул дека во Троада е Павле, отишол и го нашол да се видат. Знаете тоа каква е таа љубов, таа преградка, таа радост на двајцата добри пријатели од студентските денови. Книжевникот и филозоф Павле и докторот Лука, македонецот и евреинот, рабинот евреин претходно. И тогаш
Се тоа Бог така го уредил и Павле не знаел дека ќе го сретне тамо Лука. И кога се случило тоа видение, кога го имал тоа видение, а веќе се виделе претходно со Лука, мудриот апостол Павле, да не речеме дека и Бог тоа го научил од Тито, но паметен за да разбере секој паметен човек, ако тргнете вие за Битола, ќе земете битолчанец со вас да веш води тамо. Ако за Германија, германец или некој друг од некаде. Така и тој си поразговарале и рекол, ти сега ќе дојдеш со мене, ти си македонец, јас вака, Господ ме повика мене да одам во Македонија кај твоите. Одиме заедно. И веќе следниот сопатник на апостол Павле за Македонија, за доаѓањето од Троада е Лука со нив. И тоа веднаш се случило. Временски не било чекано, туку со првиот брод, тие биле мисионери, патници, тие немале што со кого да се проштеваат, ни жена, ни деца, ни имот, ни ништо. Торбите, какви што биле тогаш со корка леб внатре и некоја мешинка со вино малку за да не пожеднат, и ете ги на бродот и стасале во Македонија, во Филипи. Повторно една големина сега во Филипи што се случува. Гледате, тоа е нивното доаѓање можело да биде и во друг град приморски во Европа. Ама тоа е одбран Филипи, градот кој што го носи името на Филип, татко му на Александар Македонски, е изграден од него и затоа, односно од Александар, во името на Филип, за да биде носител како икона на центарот на Македонија, и го направил Александар толку убав тој град, еден мал периферен град, го направил по слика и икона на Рим. Во Филипи улиците биле како во Рим, градбите биле како во Рим. И тука живееле главно воените ветерани вратени од воените полиња на Александар Македонски. Офицерите кои се враќале тука, и тие имале доволно богатство, се разбира, како значајни генерали, офицери и така натаму, и тоа бил многу богат град, многу убав град. Секој не можел дури да живее, ама бил центар. И се разбира, во центарот, ако се проповеда прво Евангелието, лесно понатака ќе биде расширено и други, ќе се чуи насекаде, затоа што таму биле, ако биле воените ветерани, биле сигурно и министрите, и другите, и власта, што во тоа време ја имала во Македонија како провинција тогаш на Римската империја, нели? Но не само тоа, ајде, тоа е практичниот дел. Другото е важно. Важно е дека тој начин на доаѓање тука го спојува со доаѓањето и со Александар Македонски и значењето на Македонија, колку е важна во Библијата. Македонија прв пат пред Новиот Завет се спомнува во Стариот Завет, и тоа во книгата Прва Макавејска, првиот стих на 3 глава, каде што вели за Александар Македонски. Точно така именува, како Александар Македонски го освои целиот свет, стигна дури до Персија и го покори Дарија. Мислете, тоа е денешниот Иран, каде што и денес и најголемата сила има проблем да го покори во светот. Сега, вчера, денес, кога сакат, тоа е таа големина на Александар Македонски што успеал целиот свет, се сметало дека веќе и кајдари и така натаму. И сега, од тука биле заминати војниците на Александар Македонски во светот, и е направил Александар Македонски целата земја тогашна, нели, позната толку, другите континенти не биле ни откриени. Целата земја е направил една татковина, една земја. И сега, од таму пак, од Троада, во Македонија доаѓаат други
војници Христови кои што ќе христијанизираат цела Европа. Тоа е апостол Павле, со него Лука Македонецот и оние уште Сила и Тимотеј. Евеа таа размена на мисиите. Една мисија на Александар Македонски, чиј град го носи градот на татко му и кој што тој го изградил, и оваа мисија на апостолите. Тука свети апостол Павле ја создал црквата пред се со жените и тамо се истакнува една жена, вели Лидија по име, ја кажува, од Тиатир. И други со неа, тие беа првите христијанки, првата покрстена жена или христијанка, воопшто христијанин, ако сакате да речеме, е жена во Македонија и во Европа, а тоа е Лидија, која пак исто сега тука една корекција или едно разјаснување. Тамо јасно вели дека е Лидија од Тиатир. И затоа ние ја именуваме, дури и кога требаше во календарчето да се напише, разговаравме и ставивме македонска. Внимателно треба да се користи за неа поинаков израз, да речеме македонка и така натаму, што не велам дека не е точен, но немаме податоци за сега, бидејќи правилото во Библијата вели вака: доколку една жена, тоа и во Стариот и во Новиот Завет, по целата Библија, доколку една жена се спомнува како важен началник на семејството, на куќата, значи дека мажот и починал и таа е глава на куќата. Тоа значи дека ако имала таа маж, тогаш ќе бил и тој спомнат сигурно за и тие апостолите отишли во незиниот дом. Штом немала маж, тогаш мажот и бил починал. Тоа правило е запазено. Но другото вели од Тиатир. Тиатир не постои во Македонија, но има една точност дека во Тиатир во Азија градот е создаден од иселени македонци во Азија. Па оттамо и таа македонка која се мажила во Филипи за македонец. И тоа да ни стане јасно, но Лидија била лидер, била чудо од човек, која можела да биде толку силен авторитет, црквата да ја втемели во Европа и во цела Македонија. И сега оддавам признание, многу големо признание на жените пред мажите, драги мои јунаци. Особено во црквата и во христијанството, особено кај нас тоа го сме го докажале и покажале со многу примери. Во последното време, од многумина од вас и наше време, по времето кога црквата беше непожелна во општеството, кога јас се запишував во богословие на татко ми, му рекоа: како Стојанче, син ти се запишал, чувме во богословија, беше првенец тука, одеше на тие надпревари, доаѓаше со награди, нешто се пореметило детето, сигурно да учи тој сега теологија и така натаму. За да не говорам повеќе против или за тоа, но во тоа време, кога мажите се криеа за верата и не говореа и бега, жените самите тајно одеа и ги крштеваа децата од куќата, да нема некрстено дете. Па се случуваше и два пати да биде крстено. Ќе го крсти бабата од мажот, па другата баба не знае, да не ја кажат на другата, ќе го земе и таа да не е крстено детево, јас ќе го крстам, па два пати ќе биде крстено. Ама тие ја дочекаа верата. Ова не е само пример во Македонија. Од Ерусалим сме научиле. Од Бога им е дадено на жените такво нешто. Мажите се многу послаби луѓе како личности од жените, верувајте, и признание на жените и на моја Ленчена, многу исто. Со мене тука, морам да го признавам тоа јавно, затоа што таа ја крепи куќата, жената, и децата ги воспитува, и се врз жената е.
Ајде да видиме во христијанството. Кога Христа го фатија во Гециманија, го врзаа и го однесоа да го распнуваат, апостолите сите до 12 апостоли се разбегаа мажишта. А на гробот, кога веќе го распнаа, под гробот беше само мајка му, Марија, и еден од апостолите, најмладиот, најмалиот Јован Богослов, кој скришум така дошол до таму, а тие стоја заклучени, така стои во Евангелието, заклучени во една соба во Ерусалим. Заклучени биле. А мироносиците отишле на гробот први и тие виделе дека гробот е празен, Христос воскреснал, ангел Господов им кажал, и тие дошле да им кажат на апостолите. И толкувачите, меѓу кои јас велам тамо, на тој начин жените станале апостоли на апостолите. Тие им кажаа дека Христос воскресе. Тие првите го рекоа тоа. Марија Магдалена отиде во Рим кај императорот и не му рече Христос воскресе, му однесе според преданието и црвено јајце и така натаму. Односно му однела таа обично јајце, но тамо тој не сакал да поверува и му рекол, ма воскресе сигурно, и кога му рекла таа уште еднаш така, јајцето во неговите раце станало црвено. Дека тој убиениот што го распна Рим воскресна и жив Бог и така натаму. Ете таа јунаштина ја имале жените и тоа го направила и Лидија, формирала црквата во Филипи. И само уште те додадам кратко, не знам времето како отече, но се извинувам, јас сакам да го дозавршам овој дел уште за некоја минута. Потоа апостол Павле отишол во Солун и во Бер или Берија, како сакате. Тоа е во тоа негово доаѓање, прво доаѓање во Европа, и ги формирал црквите и во овие 3 града и оставил луѓе во тие градови. И потоа кога заминал од тука и кога решил, Господ му вдахнал да почне да пишува библиски книги, посланија, за да ги укрепи во верата, да не можејќи да биде секогаш тамо присутен со нив. А тие имале некои проблеми, секако луѓето. И тогаш првото послание што го напишал од тие 14, првото послание е посланието до Солуњаните, пак до Македонија. И веднаш по него една година потоа го пишува и второто послание до Солуњаните. Првите 2 библиски книги негови се упатени во Македонија, повторно до Солуњаните. Напишал послание и до Филипјаните. Та ќе заклучиме дека не само со збор што нам ни дал чест апостол Павле или Господ преку апостол Павле да имаме првенство, прво нам да ни се проповеда христијанството, туку и со библиски книги. Првите Павлови книги се упатени во Македонија и нам ни се дадени на македонците. И не само тие 3 што ги напишал кон нас, македонците, и се за нас дадени, тој и додека бил во Македонија напишал уште 3 други посланија кои ги испратил другде. И не бил само еднаш. Еден наш црковен великодостојник 2007 година, кога издадов книгата Апостол Павле и Македонија, ми вели: "Де, професоре, што си запнал ти со тоа апостол? Сега е во мода, вели тоа антика, и ти почна апостол Павле, Македонија, кој знае дали бил, дали поминал, колку поминал." Верувајте, ние не се интересиравме, јас се чудев колку не знаеме за ова. Кога велам ние, ајде народот, но интелектуалците и другите. Но велам, простете, владико, не е така. Апостол Павле не дошол тука за 2-3 сати си заминал. Во она време кога се одело на такви мисии, требало човекот да се подготви, да остане и животот да си го положи таму, ако и замина од дома некаде и така натаму. И не било тоа така кратко. Туку, да речеме, во второто негово доаѓање тој бил 9 месеци во Македонија и претходно првото 3
тоа се 12 месеци, во тие две доаѓања тој бил во Македонија. И јас велам во книгата, ја крстарил цела Македонија, пристигнал до сите градови одека низ Македонија и така и тој вели за неговото доаѓање во Македонија, тоа значи не бил кратко, не бил малку и дека бил не еднаш, туку повеќе пати во Македонија. И ние сме навистина благословена црква и народ со значајна личност и со значајни дарови од Господа Исуса Христа. Тоа да ни биде не за гордост, туку за достоинство и да се покажеме како добри христијани. Нема повеќе да го задржувам, затоа што го ценам и вашето време и уште еднаш многу благодарам.